сега имаме исто така мощни, интересни разговори и интересно нешто вака ми е во студиото, да ти кажам, Ирина. Да, и мене. Премногу. Прво ќе ги поздравам гостинките и колешката Сузана Торунџиева во улога на наш гостин утрински. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Многу ми е драго што, Сузе, ќе имаш можност да го представиш токму ова. Јас би сакала само од режија лаптопот да го вклучиме, да погледнат гледачите доколку е Фрида исцртана на каменот од Сузе. Има многу Фриди, меѓутоа јас само најдов... Првата. Да, првата ли е ова Фрида, Фрида? Да. Значи јас најдов на првата Фрида, која ја имаш исцртано на камен, која си ја обожуваш, Фрида Кало, но ќе зборуваме сега нешто малку повеќе и за она што го основавме. Тоа е нешто прекрасно. Ирена, ќе препуштам на тебе и да ви посакам уште еднаш добро утро и среќни празници. Да. Сузе, Слободанка, добро утро до тебе повтор пат, меѓутоа мислам дека треба да одиме прво со реклами, па потоа да си разговараме. Секако. Може така? Да. Може. И еве сме назад во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со вториот разговор за ова утро. Видовте веќе пред рекламите дека имаме овде прекрасно женско друштво, распеани дами. Утринава нема да ни пеат, ама ќе ни зборуваат за нивната дружина, наречен хорот Фрида. Еве јас ќе си ги представам, ќе почнам прво од нашата Сузе, ова утро како гостинка, бидејќи таа е, да кажам во наводници, виновникот за оваа женска дружина, односно за хорот Фрида. Сузана Торунџиева, основач на Фрида, Билјана Лотеска и Тања Ѓоргон, кои што сте членови на оваа женска моќна дружина, составена од 20 членки, жени на возраст над 40 години, кои што... Има и минус 40, ама нема да ни се налутат. Па не е и тоа толку важно, Сузан, или важно е да се... Да знаат дека нема ограничувања. Ете така, возраста и не е толку важна, важно е да се дружите, важно е да пеете и она убава енергија да си ја делите меѓу себе. Ке може со Сузе да го започнем разговорот, бидејќи таа е иницијатор на оваа женска дружина Фрида. Сузе, за гледачите да кажеме за оние кои што не знаат која е Фрида и зошто баш името го носи Фрида. И како дојдовте до идеја да создадете една ваква женска моќна дружина, како што сакаш да кажеш? Па јас не ја барав идејата ме пронајде мене. Фактички јас не сум виновникот, тие се виновниците, бидејќи тие се пријавија на огласот кој што јас и Андријана Јаневска го имавме објавено за да формираме детско хорче. Се јавија премалку деца за хор, но се јавија доволно зрели, големи деца, женски убави деца, свесни за нивната желба за песна, и јас сватив дека ова е подарокот од универзумот кој јас не смеам да не го прифатам, нели? Животот сите нешто правиме и некогаш ни доаѓа лекцијата, некогаш ни доаѓа подарокот. Во случајот тие се мојата награда, мојот подарок, затоа што јас сватив дека со нив навистина можеме да постигнеме многу, бидејќи одамна не ми се случило да во исто време сретнам аматери кои толку убаво музицираат, толку музикално си ги синхронизираат гласовите, имаат толку силна желба и страст за песна, и така се создаде Фрида, една неформална, една убава заедница на жени кои што навистина, иако не се познававме меѓусебно, свативме дека имаме исти погледи на музиката, дека сакаме да пееме во група. И јас се разбира тука си ја сватив сериозно задачата, затоа што сватив дека не смеам да ги разочарам, и од ден на ден се поголема стануваше таа група. И сега колку членки броите? Па сега сме некаде помеѓу 20 и 30 со најава на нови, но мораме да направиме една реконструкција на сите нешта за да видиме каде и како ќе се собереме. Каде и како ќе продолжите понатаму, така? Во новава година. Ама да подсетиме само за Фрида. Која е Фрида? Таа е моќна жена, така? Па Фрида Кало е уметница мексиканска која јас ја следам се што ќе најдам за неа да читам низ годините. Одамна не е меѓу нас, била во почетокот и средината на минатиот век, дама која ги рушела стереотипите, дама која за жал живеела само 47 години, меѓутоа со сите оние лоши страни на животот и болеста која ја имала од незиното раѓање и подоцна несреќата која што и се случила и ја заковала за кревет, покажала дека не постои пречка која може да ја спречи. Жена која
со уметноста се ставила над сите неволји кои ги задал животот, која сакала цел живот да биде сакана од нејзиниот сопруг, кој прво и бил менаџер, исто така уметник, но никогаш не ја добила љубовта онака како што очекувала дека ќе биде возвратена, и целата таа нејзина тага и болка физичка која ја имала поради болеста и неможноста да се движи на две нозе, ја донела во ситуација да од кревет на огледало на таван ги прави најголемите ремек дела во уметноста. Дури има и една информација која ме фасцинира, бидејќи двајцата биле уметници со сопругот, живееле во одделни куќи поврзани со мост помеѓу двете куќи, за да можат двајцата да креираат самостојно без да си го реметат својот простор. И навистина таа авангарда во уметноста, таа една посебност, таа една сила и моќ на жената која навистина за тоа време била и критикувана и осудувана и многу други нешта, ми даде желба да истражувам за таа голема жена и да посакам еден ден ако имам свој бенд. Сакав како дете да имам свој женски бенд и да се вика Фрида. Бендот стана хор и јас сум преблагодарна за тоа. Со многу голема емоција зборуваш за ова се. Предпоставувам дека и гледачите видео, ама да се ги вклучиме сега членките на Фрида во разговорот, Билјана и Тања. Да ве прашам сега вас, како вие дојдовте на идеја да бидете дел од овој хор и што за вас значи музиката? Па пред се музиката, покрај незината уметничка страна, ја доживувам како исклучителен општествено социолошки феномен кој што ме лечи, ме теши, ме развеселува, ме инспирира, ме мотивира, ме поврзува со луѓе, ме одушевува. И тоа е всушност центарот на случувањата во нашата дружина. Како и повеќето членки, пеевме сите во детски хорови, во училишните хорови низ годините, но со завршувањето на средно образование тоа престана, таа активност престана, се створи вакуум и почувствував пред известно време желба повторно активно да пеам. Тогаш се случи, тогаш го видов објавата на Сузана, и си помислив доколку некој е подготвен да формира и води детски хор, зошто да не го работи истото и со возрастни. Така беше, тој беше моментот на спојувањето. Морам да кажам дека првичната средба беше за нијанса на почетокот така срамежлива, не знаевме што да очекуваме едни од други. Меѓутоа, штом почнавме да пееме, паднаа сите бариери. Се препозна заедничката љубов кон музиката и од тогаш уживаме. Постоите веќе 3 месеци. Додека зборуваше Сузе, одеа и фотографиите, има нашите гледачи можност да видат атмосферата од вашиот прв сценски настап, каде кој што беше од затворен тип. Меѓутоа, какви се вашите впечатоци? Прекрасно беше. Прекрасно беше. Благодарни сме на Сузана што предложи да тоа биде настан од затворен тип. Како за прв пат, така? Да, бидејќи беше за прв пат. Меѓутоа, успеавме да ја споделиме и умножиме нашата емоција која носиме со нас, заедно со публиката, бидејќи тоа беше наша најверна публика, наши најблиски луѓе. Беше прекрасно. Мал беше просторот. Еве сега имаат можност гледачите да видат дел од атмосферата. Мал беше просторот, за толку многу емоција. Меѓутоа, генерален впечаток беше дека сите навистина ужива. Да. Ја видовме тука и Дени на една од фотографиите, да си ја поздравиме. Може би нек следи сега, ако не, ќе пратиме материјал да види и таа дека еве овие фотографии покажуваат дека и таа беше дел од сето ова. Е сега музиката и вашата професија, која што е ваша првична професија. Вие сте исто така работите во градинка, па претпоставувам дека си пеете, често пати им пеете на дечињата. Која е тука поврзаноста и со ова сега со хорот, каде што сте во Фрида?
Па да, јас сум воспитувач веќе 30 години во детската градинка, детска радост во општина Газибаба. И оние детски хорови кои што секојдневно овие 30 години јас ги следам и учествувам со нив, односно детските гласови секојдневно во мојата работа, сега можам тоа да го правам и секој понеделник, како што се среќаваме со хорот Фрида, заедно со прекрасните женски вокали на прекрасните пријателки. Мојата професија, мислам дека и во целиот хор, јас дека сум најблиску и сум поврзана секојдневно со музиката од сите останати членки. И музиката како една комуникација која што ги надминува сите видови останати на комуникација, мене најмногу ми користи во работата, затоа што како оваа генерација која ќе земам 2 годишни деца, најлесно и најбово се разбираме преку музика. Меѓутоа, тоа се случува секако и кога одам на пробите, така да преку музика знаеме и самите меѓу себе да си ги изразиме емоциите кои што ги чувствуваме, каков ни бил денот, така да понеделникот е задолжен за хорот Фрида и за сето на споделување на нашите емоции низ музика. Тоа сакав да прашам, се среќавате еднаш неделно? Да, време трањето на часот ви е 60 на 90, значи да. час и половина. И малку ни се 90 минути. А кој е репертуарот? Каков тип на музика пеете? Па пееме евергрини, пееме и македонски, и странски, пееме македонски обработки на филмски теми, безвремена музика, песни кои претежно биле и ќе останат и после нас. Но за во новата година спремаме еден малку посериозен репертуар кој што верувам дека малку повеќе ќе ни даде и тежина на програмата, но сепак сето тоа е нешто што не е тешко да се совлада. Дел од членките значи читаат партитури, но јас не сакав веднаш да ги ставам на една таква тешка лекција, сакав да почнеме малку полесно, малку додека се запознаеме, но верувам дека до летото 2024 ние ќе совладаме еден навистина пообемен репертуар со кој што и целовечерно ќе можеме да се представиме. Тоа значи ли тоа дека некаде со почетокот на летото можеме да очекуваме еден малку посериозен настап кој што нема да биде можеби вака од затворен тип, туку ќе биде отворен за јавноста? Ние го планираме тоа и пред летото да биде и за јавноста, малку бидејќи веќе го скршивме мразот, така нели? И сигурна сум дека ќе имаме можност, има многу убави денови, многу убави празници од февруари, март, април, така да ние работиме посветено. Сега подготвувате нешто можеби за денот на љубовта, денот на виното? Се разбира. Можеби за денот на жената? Љубовни теми, женски теми, подоцна во март ќе обработуваме. Мислам дека ова е прилика да навистина и самите си поставиме предизвици како што и го правиме тоа, така да уште неколку дена ќе одмараме, потоа веднаш продолжуваме со работа. Знам дека има многу голем интерес, ми кажа и ти дека и тебе да прашуваат пријателките и нивните пријателки кои беа присутни, имаше околу 60 жени присутни, поканети специјално да дојдат. Не ова дека не беше за мажи, него едноставно жените ги обедини Фрида. Останувате само женски хор, да бидете женска дружина? Но не значи дека нема да соработуваме со мажи инструменталисти, солисти и така натаму, бидејќи Огнен Стаматовски ни беше многу голема поддршка на мој пријател, джез музичар, човек кој што навистина има огромно искуство, не само во джез музиката, туку и воопшто. И ќе обработуваме многу разноразни теми музички. Сигурна сум дека и еднаш неделно ќе ни биде премалку, значи одиме со 2 пати неделно, но тоа наскоро ќе биде објавено јавно за да можат сите оние заинтересирани да ни се вклучат и да дојдат на аудиција, се разбира. Одлично, значи дека продолжувате понатаму, така? Останувате во музиката. Колку вака си пеете по дома, приватно колку си пеете, колку ви е музиката застапена во животот? Ни донесовте навистина одлична енергија заедно со Сузе. Можам и веќе и да ја почувствувам атмосферата како ви е убаво на тие проби и па и на настапот, нели сигурно кој што беше. Се надевам и сакам да бидам дел доколку ми дозволи Сузе, ако можам. Јас би сакала, но не знам како ќе се вклопам. Па јас само тоа е проблемот. Колку често си пеете вака? Па, мене и таква ми е професијата, утрински ми почнува со музика, да, секојдневно. Така да ја користам музиката, меѓутоа да се надоврзам, мислам дека и во
убави, во весели, во тажни моменти, тука е музиката. И ќе се водам по онаа мисла на Ниче, кој вели дека примарната задача на музиката е да ги носи нашите мисли кон возвишени нешта, да не воздигне, па дури да не растрепери. Мислам дека ние сите тоа во хорот Фрида го користиме. Јас пеам секојдневно, затоа што таква ми е професијата, меѓутоа, гледајќи ги членките, верувам и сигурна сум дека сите си го користат тоа дома секојдневно во своите домови со своите семејства. Сега. Да. Прекрасен. Само микрофонот тако. Прекрасен е изолатор музиката. Ја, например, работам со бројки и исто така цело време сум со музика. Некогаш е таа во преден план, некогаш е тивок позадински амбиентален елемент, меѓутоа секогаш е присутна. Едноставно прави една изолација од надворешна средина и ти овозможува подобро да се сконцентрираш на бројките со кои работиш. Така да, дури и таму кај што музиката не е директен елемент во работењето, придонесува. Јас само ќе морам да се надоврзам, Суза, помниш дека имавме гостинка која веќе со психологијата го заврши студирањето и слично, која кажа дека музиката веќе доаѓаат и оние психолошки тестирања и научни истражувања дека музиката е лек за душата и една многу убава терапија, ова што го зборувате и вие, еве како делува на вас. Меѓутоа морам да ве пофалам и да ви кажам дека еве Суза, ние сме телевизиски луѓе, веднаш знаеме колку тие двете имаат прекрасен радиофоничен, мил, нежен и убав глас кога зборуваат, а можам да замислам кога пеете како сето тоа звучи и убаво изгледа, но ќе бидам сега дел следниот пат. Жалам што не можев и бев спречена да присуствувам сега првиот пат, но нема да пропуштам вториот пат. Ви посакувам многу успех и драго ми е, Сузе, за тебе прво. Ви благодарам за гостувањето. Нема да ни пеете во живо, нема да ве тераме. Убаво кажа Слободанка, имате навистина преубав глас, еве вака и кога зборувате. Ама сега е вистинско време да ги поканиме гледачите да го погледнат видеото кој што ни го подготви наша Суза. Кој не е со некој квалитет, морам да кажеме, бидејќи премногу доминантна е галамата. Меѓутоа е дел од атмосферата, така од настапот. Во локалот каде што ние пеевме и не е ова телевизиска снимка, меѓутоа еве чисто да видите колку убаво се забавува. Да ја почувствуваат и енергија.